Почитувани, добре дојдовте на втората станица од ЕУ караванот низ Македонија. Ова пријатно мајско попладне сме во Велес. Град со многу имиња во историјата, град со уште повеќе епитети во сегашноста. Лулка на уметноста, колевка на поезијата, место во кое се познава историјата и се почитува традицијата. По Скопје, втор индустријски центар во земјава. Колку покрај се ова, Велес денес е и европски град. На оваа тема во денешната епизода од ЕУ Караван низ Македонија ќе разговарам со денешните учесници во емисијата, гостите, градоначалникот Славчо Чадиев, актерот Зоран Љутков и спортистот Пепи Манасков. Господа, добре дојдовте во ЕУ Караван низ Македонија. Прашање за сите тројца, колку се чувствувате европски во вашиот роден град? Еве да му дадеме збор на градоначалникот Чадиев. Добро, Велес кажавте уште претходно дека е градот на културата, центарот, местото не така, место положено дека е центар на Македонија. Велешани одамна по одредени вредности се дел од Европа, поготово младите генерации се чувствуваат веќе дека се во Европа. Ние очекуваме дека брзо ќе бидеме и дел од Европа сериозно и вистински. Благодарам, Љутков. Јас не можам да кажам конкретно што значи вака да се однесуваш или да бидеш баш европски, но според мене новите генерации што доаѓаат, значи новата технологија што следи новите трендови, младите што ги користат новите генерации, а сепак ја зачувуваат својата традиција и своите обичаи и својата култура во градот, мислам дека тоа заедно вака донесува некое европско значење во градот. Манасков, го делите и вие ли мислењето на Љутков и градоначалникот Чадиев? Па јас лично живеев во Европа 10 години, мојата спортска кариера поврзана со мојот роден град. Сите стремиме кон Европа, со мислите, со она секојдневие, на секаков план, на економски, спортски и така натаму. Јас лично се чувствувам европски во својот роден град. Господи, ви благодарам за сега. Да слушнеме што за истото прашање, колку велешани се чувствуваат европски во својот град од анкетата на колешката Сунчица Николовска. Наликува ли Велес на европски град? Помалку. Помалку од се по нешто со некои споменици, со некои знаменитости. Ако се потрудат уште малку повеќе, ќе биде уште поубаво. Па конкретно ја вчера се вратив од европска држава, видов, али и таму не се живее, не цветаат рози. Така да во големиот град во Скопје се живее европски. А тука треба уште многу. Далеку сме ние од Европа, али тежнееме да бидеме блиску до нив. И ќе се бориме, барем сите ние младите, Европа да ја донесеме овдека и да бидеме блиску до нив. Поуредене, не е како што беше. Ако треба европски да живееме, треба стандардот европски да биде. Треба нешто уште да се среди па да се чувствуваме малку повеќе европски. Кои се вашите очекувања доколку Македонија утре стане членка на европското семејство? Да се надеваме нели за подобро утре, подобар живот, вработување. Сигурно подобро ќе биде. Што очекувам? Подобар живот. Повисок стандард. Да се надеваме до добра. Поголема вработеност и стандард. Јас се надевам дека еден ден ќе се избориме сите заедно да Велес биде европски град. Секако дека станува збор за перцепција која е субјективна, но почитувани, можеме ли да придонесеме секој во својата област, имајќи ги предвид основните европски вредности, идеи и темели на кои е базиран концептот на Европската Унија, да бидеме уште по-европејци дома овде во Македонија? Ги слушнавме граѓаните, поделени се во мислењата, некои тргнуваат од моментот на вработеност, очекувањата се големи од Европската Унија. Како, например, еве во културата, ме прашавте преска, кога ви реков колку сме европејци, Љутков рече не знам на што точно мислите. Еве, како во културата да бидеме поголеми европејци? Па вака еве јас можам конкретно да кажам затоа што веќе 5 години нашето здружение на чело на
на фестивалот на античка драма Стоби. Тој е интернационален фестивал и ние селекцијата ја правиме конкретно, да речеме, и од европски земји, и од балкански земји. Значи, тука шараме во однос на програмата и можеме да ги видиме, например, нивните пристапи како работат тие и тоа што ќе го донесеме кај нас е пример како, например, во театар треба да изгледа една стабилна европска представа. Морам да кажам дека дисциплината е една од најголемите примери што можеме да ги видиме од нивна страна. Дисциплината во работата, дисциплината во пристапот, но тука секако европските стандарди носат и многу повеќе вложување, многу поголеми финанси, инвестиции и во однос на техниката и технологијата во театарот и во однос на буџетирањето. Така да ние имаме уште долго време да работиме во однос на тоа, но со новата техника која што се носи, да речеме, веќе во новите два театри, едниот е готов, едниот е при крај, тука можеме да ја видиме сликата на Европа во нашата култура. Сега ние како понатаму ќе се однесуваме во однос на тој дом што ни доаѓа новиот, тоа зависи самите од нас. Манасков, како го третираме спортот? Дали е тој на европско ниво? Па, гледано до сега, со самите овие што ги спомнам наши представници, константно ќе го спомнам тука Металург, во поново време Вардар, да не го заборавам. Пелистер беше исто така дел од спортот кој што се надпреваруваше во Европа, па и наш борец Велешки. Сигурно дека има голем напредок во тој дел. Нормално, треба уште многу да се работи, многу вложувања, инвестирања, не само во спортистите сами, значи сите тие пропратни работи што го прават спортот да биде на едно завидно ниво. Исто така, нема да изостанат тука и спортските објекти. На жалост, во Скопје, далеку, што се однесува до инфраструктурата е понапред за разлика од Велес. Мислам дека Велес во тој дел касни, меѓутоа, како што кажаме, сите стремиме. Еве, тука е градоначалникот, ќе го прашаме. Чедиев, кога станува збор за културата, еве, во Велес се гради нов театар, но еве Манасков смета дека нема доволно спортски објекти. Ќе градите ли, планирани се или нови спортски сали и други спортски објекти? Па добро, ние веќе почнавме нешто со реализација од тој сегмент, токму со еден проект преку Фудбалската федерација на Македонија и УЕФА во Велес се гради стадион, односно се менја подлогата на теренот, на фудбалскиот терен, се изгради веќе првата фаза, втората фаза уствари е завршена. Значи ние правиме целосна реконструкција на дренажниот систем, имаме нов дренажен систем, нов тампон поставивме, сега и основната подлога поставена и низ таа соработка се појави задоволство кај финансиерите од УЕФА и преку ФФМ и на Велес му додели моментов вештачка трава од трета категорија, што е највисок степен за такви спортски објекти. Во меѓувреме имаме и програма за ревитализација на спортската сала. Тоа значи дека ќе се менјава кровот на спортската сала. Го оживеавме ракометниот клуб Борец, веќе не е само ракометен клуб Борец, него сега е градски ракометен клуб Борец, тоа го ветивме и во предизборието, пред да станам градоначалник. Истовремено помагаме и на сите фудбалски и други спортски клубови во градот согласно можностите на општината, нели, локалната самоуправа нема обврска да помага во спортот, меѓутоа еве ние како град ги помагаме за да останат во живот масовните спортови. Тоа значи дека идната година веќе планираме Борец да биде прв во втората ракометна лига, за по една година да гледаат велешани прволигошки ракомет, бидејќи Велес минатото беше град на ракометот и се уште е град на ракометот. Силно ќе финансираме и Велес ќе биде, ги го верувам нашите сограѓани, дека ќе биде трета екипа во Македонија за неколку години. Да, ќе видиме. Почитувани гледачи, следите втората епизода од емисијата ЕУ Караван низ Македонија. Се емитуваме во живо, што ви дава шанса и вам, почитувани гледачи, да се вклучите во неа со ваши коментари, ставови и прашања за денешните гости. Нашиот Facebook профил е ЕУ Караван низ Македонија. Повелете, кажете го своето мислење и поставете прашање. Во текот на емисијата ќе чуеме дел од вашите прашања, ќе им ги поставиме на денешните гости.
А во прилогот на колегата Миле Ристевски ќе видиме дека Европската Унија финансирала повеќе проекти битни за Велес. Но ќе слушнеме дека луѓето од културата не се задоволни од обемот и динамиката на искористеност на средствата кои се ставени на располагање. Велат, Велес е нашата Виена кога станува збор за уметноста. Велес, близу до центарот на Македонија, град на поезијата и храбрите гимиџи, не смее да не се споменат. Се смета за индустријски град кој своевремено сите производствени капацитети беа и се уште се во градот. Топилницата замина во историјата. Велес е град кој може да ве плени со старата архитектура и современите градби и урбано живење. Ве пречекува спомен костурницата во форма на афион, ремек дело од надвор. Внатре е најголемиот мозаик на овие простори од над 220 метри квадратни. Спомен куќите на Коста Рацин, Главинов, Джинот, куќата на Касапови, се сведоци на едно минато време испреплетено со тежок живот, но сепак време кога романтичноста била на цена. До 2005 година беа речиси на распаѓање, но со помош на европски пари од европските фондови, локалната самоуправа со посебни проекти, нели, успеа да ги реновира овие куќи и денеска овие куќи представуваат едно ремек дело на нашата староградска архитектура. Моите соговорници Велес ги подсетува на Виена, не по градбата, туку по духот на луѓето и влюбеноста во уметноста. Живеат за театарот. Велес се развива европски, а има маани, кои европски се отстрануваат. Во Велес изминативе години влезени се близу 2 милиони евра од европските фондови. За изградба на колекторски систем, кој чинел половина милион евра, до изградба на регионален пат, за поддршка на децентрализацијата. Добиени се средства и како награда за добро локално управување. Последните европски пари, безмалку 150.000 евра на општина Велес, и се доделени во април за термоизолациони фасади на детски градинки. Затоа постои Вардарски плански регион, кај што таа екипа ги презема сите тие понуди што Велес може да ги искористи за носење на нови инвестиции, носење на новите трендови од европските сознанија за еден град кој што треба да се развива. И додека општината се бори да изгради со европски средства по европски град, луѓето од културата ми објаснуваат дека во нивниот дел треба поголема едукација за користење на европските фондови. Не сум задоволен од моменталната ситуација и користењето на европските фондови од аспект на културата во Велес, но сметам дека првенствено тоа е вина на недоволната едукација од ова. Значи, пред се немаме представа што навистина ни се нуди, за да можеме, нели, да аплицираме или да побараме нешто од тие фондови. Едукација треба за да се надгради европскиот дух на Велес, градот која почитува и живее за уметноста. И се разбира бев и ужива во заштитниот знак на градот. Да нагласам, велешка пастрамајлија. Пак не ми ја кажаа рецептата за тестото. Сепак, во Велес, секој добронамерник само со еден ден тешко дека ќе може да ги посети сите културно-историски знаменитости. Од актуелните проекти кои во Велес се реализираат со помош на Европската Унија, актуелен е оној последен од третата компонента што се однесува на регионалниот развој. Унијата нуди 4 милиони евра за изработка на регионален план за управување со отпад во Вардарскиот регион. Со овој план е опфатен и градот Велес. Господине Чадиев, како градот денес се справува, го менаџира отпадот? Па добро, отпадот се менаџира преку јавното комунално предпријатие Дервен во моментов. Градот, самиот град и неговата поширока околина, сум задоволен од начинот како се тоа се изведува. Депонија имаме надвор од на градот, нели? Меѓутоа не е тоа правото решение. Правото решение е токму тоа вие што го кажавте. Вардарскиот регион веќе на една од првите седници Советот на градоначалници донесе решение да се изгради, да се почне со изработка на студија, физибилити студија за користење на европски пари за решавање
на комуналниот смет на сите 9 општини од Вардарскиот регион, на кои што сум јас председател на Советот на Вардарскиот регион. И извинете, што ве прекинувам, но што е поразително, освен големиот број на диви депонии низ Македонија, е оценката на Европската унија дека ниту една од депониите во Македонија не ги исполнува европските стандарди што се однесуваат на безбедноста на животната средина. Поради таквата оценка, европејците сега ни ставаат на располагање големи суми, мислам дека станува збор за сума од 99 милиони евра, кои имаме шанса да ги искористиме до 2017 за изградба на регионални депонии. Имате ли вие конкретен план како да се искористи дел од ова? Значи, таа сума ќе се искористи за тоа што студијата ќе биде готова за година дена. Ние потоа одма аплицираме преку Министерството за животна средина, каде што со државниот секретар Липитко веќе ги договоривме почетните работи како ќе се одвиваат. Сепак тука треба еквивалент од околу 250.000 жители за обслужување на една таква депонија со неколку претоварни станици. Тоа сме ние подготвени да го направиме да биде претоварна станица, а да депонијата биде сместена каде што ќе оде на потфатот најблиску што ќе биде за да ги задоволи и сите останати 9 или 10 општини што ќе бидат дел од таа регионална депонија. И тоа ќе биде направено. На прашањето на животната средина подоцна ќе се навратиме повторно во емисијата. Сега би го прашал актерот Љутков. Вие имате позитивно искуство кога станува збор за соработката со Европската унија. Разбрав дека сте биле дел од два проекта кои со помош на Европската унија сте ги реализирале во театарската уметност. Се уште не сме ги реализирале. Ова е прва година нашето здружение ФАТ Стоби да поднесе документација. Овој пат е за развивање на тоа е задгранична соработка на ИПА Интерак програмата, задгранична соработка со Република Грција за развивање на преспанскиот регион за културно развивање. Така да ова ни беше прв пат, работевме многу долго време на проектот и претпоставувам дека сме биле доста точни и прецизни затоа што како први ја добивме и целата сума за развивање на тој проект. Со тоа што добивме и уште еден проект кој што се надевам дека оваа година ќе го реализираме на почетокот за премиера на фестивалот на Античка драма Стоби. Тоа ќе биде копродукција помеѓу Македонија исто така и Република Грција и потоа тој проект би го носеле на уште 3 или 4 фестивали и во Македонија и во Грција. Така да тоа е, не знам колку сме биле да речем упатени во таа, но ние ги следевме правилата кои што ни ги налагаше Европската унија за ова и ние ги исполнивме. Колку тешко се добиваат се стасува до европските пари? Ова го прашувам со оглед на тоа што еден од соговорниците во прилогот на Миле Ристевски рече дека не е задоволен од обемот на трошење на европските пари. Не знаеме да побараме или тешко Не, мислам тука дека многу зависи. Ние пробавме и пред 2 години да го направиме тоа, но закаснивме со конкурирањето затоа што таму бевме веќе 7 партнери. Значи тука многу значи колку се дисциплинирани и партнерите од другата страна. Во овој случај бевме 3 партнери, 2 партнери од Грција и еден партнер од Македонија, тоест ние, и бевме многу прецизни, многу точни во правењето на документацијата и мислам дека тоа беше успехот. Пред 2 години кога бевме 7 партнери, тројца од партнерите не се снајдоа баш во таа програма и така да ни отпадна проектот. Љутков, колку следите спорт или се држите до театарот? Одите ли на ракомет, например? Вака, јас спортот го следам само оние кои што се битните надпревари, да речеме светските, европските, но лично не е дека не сум љубител, туку едноставно некако не ни се нашле патиштата со спортот некако да искомуницираме, така да оние колективните спортови баш не ги следам многу, а сакам да спортувам. Значи велосипедизмот и планинарењето се моја пасија, веќе тоа 2-3 години го правам, така да може да се каже дека индивидуалните спортови ми се допаѓаат многу повеќе од колективните. Господин Манаско, вие одите у театар? Па не многу често. Очекувам со изградбата на новиот објект дека ќе сигурно ќе бидам присутен на следните представи. Градоначалник Чадија, вие повеќе љубите театар или спорт? Еве вака да го формулирам прашањето. Имаме повеќе талентирани актери или повеќе талентирани спортисти?
Велес има подеднакво и актери талентирани и спортисти талентирани. Ово дипломатски одговор да не ги налутите ниту. Добро, тоа ми е работа, меѓутоа фактот е тој дека токму тоа го има Велес и може да видите во многу спортски клубови низ Македонија, во поголемите клубови има наши играчи по потекло од Велес во прва лига, во втора лига и така натаму, меѓутоа исто така мислам дека во сегментот на културата Велес полека но сигурно станува број 1. Конкретно преку театарот и преку сите оние други настани што се обвиваат низ културното живење на општина Велес. Лютко, ве замолувам за една куса споредба, кога станува збор за вашата професија, сте играле на многу места на европска театарска сцена, во многу европски театри. Колку се таму нештата слични или различни од она што ни се случува дома? Например, конкретно во драмскиот театар, каде што сте вие? Јас морам да кажам една огромна разлика. Значи, финансиите тука нема да ги спомнеме, затоа што ние сме многу назад во однос на буџетирањето и да речем и техниката што ја имаме во театрите, но морам да кажам во актерскиот капацитет сме многу понапред од многу европски земји. Од школата која што ја имаме во Македонија, од она што го носиме како ген и она што го имаме ние како сензибилитет балкански, мислам дека сме многу понапред. Тоа можам да кажам дека е единствената разлика, но сега со новиот театар кој што ќе го добиеме овде во Велес, мислам дека ќе отидеме и малку понапред во однос на техниката и технологијата од многу европски земји. Парите се можеби секогаш и вистинска причина и реалност, како во културата, така и во спортот, но имам чувство дека парите се секогаш и добро алиби за да си ги оправдаме нештата зошто кај нас не се така како што посакуваме да бидат. Еве, например, конкретно во спортот. Велиме нема доволно пари, затоа немаме доволно успеси на спортските терени. Но како, еве, например, господин Манасков го објаснувате тоа што и многу околни земји немаат доволно пари, се исто сиромашни или богати колку нас, но се врвни спортски велесили во одредени дисциплини. Значи не е секогаш се до парите. Се сложувам со вас, значи пред се менталитетот, ентузијазмот кај поединецот, јас моја девиза било, значи поставување на цел во она што го работиш. Значи јас како професионалец во мојата кариера сум поставил цел и на некој начин таа цел сум ја остварил. Значи тука се склопови на многу работи. Нормално и парите се потребни, меѓутоа тоа е склоп на повеќе околности, елементи да се склопат да резултира со резултати. Господине Чадиев, има ли доволно пари за да се изградат некои објекти во Велес кои му се неопходни на градот за да добие уште поевропски лик? Кога ги праша велешани што се случува во моментов во градот, ми рекоа дека во последно време градот е претворен во вистинско градилиште. Кој ви е најактуелен проект и најважен во моментов? Добро, измината година ние ја завршивме согласно оноа што ни беше зацртано претходно. Тоа значи дека завршивме со повеќе од 130 проекти измината година. Со задоволство можам да кажам дека еве мај месец привршува, при крајот ние веќе сме стасани до нови 50 проекти кои се работат. Имаме уште десетина налози нови дадени за работење на Велес. Едноставно, мојата замисла беше дека Велес мора да се врати таму кај што му е местото, да биде во врвот на единиците на локална самоуправа во Република Македонија. Меѓутоа, главниот акцент секогаш покрај сите останати работи го ставав и се уште го ставам на изградбата, способувањето на индустријските зони. Тоа значи стварање услови, нудење на тие индустријски зони на потенцијални инвеститори, еден настап мој и на локалната самоуправа, општинската администрација за презентирање на градот на Велес и на европско ниво. Тоа значи соработки со регионите, така да тоа ми е приоритет што го нагласив и што ќе ми биде до крајот на мандатот. Секој отворање на едно работно ново место за мене е многу поголем успех од колку неколку други работи што у континуитет се прават. Кога веќе ги спомнавте индустријските зони, го допираме она прашање кое е незаобиколно кога станува збор за Велес. Тема е велешката топилница. Добро е што таа веќе не го загадува градот, но раните се уште не се залечени. За еден од најголемите загадувачи во Македонија и ефектите врз човековото здравје од прилогот на колешката Сунчица Николовска.
Топилницата повеќе од една деценија надвор од погон, но Велес се уште е црна еколошка точка. Почвата во градот и депонијата со згура и натаму се жаришта на тешки метали. Пред неколку години со финансиска поддршка од Европската агенција за реконструкција беше изработена студија за еколошко чистење на градот. Решенијата се на хартија, но за нивна реализација требаат милиони. Ние сме една од ретките општини во Република Македонија кои токму со поддршка на фондовите на Европската унија изработи физибилити студија за ремедиација во која што е планирано како може да се направи фактички ремедиацијата на почвата и секако оној голем и најгорлив проблем кој што се уште го мачи градот, а тоа е згурата која што е останата од топилницата. Градот со близу 50.000 жители 3 децении се задушуваше од доџаците на поранешната топилница за олово и цинк, а велешани се уште ги чувствуваат последиците на сопствена кожа. Многу велешки семејства од лекар на лекар со години бараат спас за своите деца, кои најчесто страдаат од респираторни болести и алергии. Мораме да бидеме со превентивни, користење на превентивни лекови, често одење во природа, значи препораките се да бидеме и настрана од Велес, да ги посетуваме планините. Јас тоа го практикувам со ќерките. Значи од здруженијето одиме секоја година на рехабилитација во Пилистер, се трудам колку што можам, нели, да обезбедам престои и на Плачковица и на некои од другите македонски планини. Еколошките невладини организации во борба за подобар живот во Велес први го кренаа гласот против рестартирањето на топилницата. Велишани успеа најголемиот загадувач со тешки метали да го избришат од картата на градот. Во 2011-та, по еден од најмасовните протести, беше донесена конечна одлука топилницата никогаш да не биде рестартирана. Топилницата не работи, но велишани се уште ги демне црниот рит над фабриката. Проценките се дека на депонијата има околу 1,1 милион тони згура. Да се одбере најубавото решение за решавање на овој проблем со згурата и троската, да се аплицира до европските фондови, дали тоа ќе биде ИПА програмата, дали ќе бидат другите алтернативни фондови од Европска унија, кои што во иднина ќе ги има се повеќе и повеќе. И конечно овој проблем да му ставиме решение и Македонија и Велес да представува пример како во минатото не требало да се работи, како во сегашноста иднината треба да се работи да се санира последицата од загадувањето. И доктор Ненад Коцик, еден од погласните велишани во борбата против рестартирањето на топилницата, лекот за прочистување на велешката почва од историското загадување, го гледа во европските фондови, но и во примената на искуствата од надвор. Еден заеднички план во соработка со локална самоуправа, во соработка со научната фела и невладините организации, да се активира, да се преземат итни мерки за санирање на последиците и намалување на концентрацијата на тешките метали кои што навистина се огромни и кои што со секојдневниот контакт влијаат на луѓето кои што живеат во Велес. Велешани денес ја плаќаат цената од 30 годишното труење на некогашниот индустријски гигант. Се надеваат дека со примена на европските правни регулативи целосно ќе ја добијат битката за живот во Велес без олово, цинк и кадмиум. И тие, како и сите жители, сакаат парче сино небо, чист воздух и незагадена почва. Градоначалник, најголемата закана по безбедноста врз здравјето на луѓето и животната средина во Велес е отстранета. Може ли да се искористат дел од европските пари кои се по разни фондови кои се нудат на градот за да се исчисти тоа брдо над топилницата или за други проекти од областа на заштитата на животната средина? Така е, значи топилницата ја нема. Ја нема во генералниот урбанистички план. Советот на општина Велес донесе таква одлука, министерството ја потврди одлуката, повторно Советот ја изгласа и тоа значи дека Велес за секогаш и кажа збогом на топилница. Истовремено и сите оние потенцијални инвеститори што доаѓаат у Велес на преговори со градоначалникот едно им каже јасно. Да, добродојдени се сите по најповолни услови, меѓутоа само има еден услов, да не е тешка загадувачка индустрија. За велешани не се важни такви работни места, Велес не е на сите пред се. И тоа дефинитивно кажавме не на загадувањето и се спасивме од она што беше во изминатите 30 години. Тоа значи дека не останува уште еден проблем. Тоа е популарно речено ридот од жгура. Ние имаме соработка со Министерството за екологија, сега се префрли тоа на Министерството за економија. Очекуваме многу брзо да го снема тој рид од жгура таму и доколку веќе сме подготвени на двострана соработка со Министерството за економија,
и се приклучи и Министерството за животна средина, така да јас очекувам многу брзо да го снема тој последен сегмент на сеќавањето и на гледањето на тоа што беше топилница. Едноставно, ние ќе продолжиме понатаму, бидејќи имаме и студија завршена, изработена, ќе пробаме да искористиме во дел од оние популарно што ги рековте вие 99 милиона, ставам се 100 милиона евра од Европската унија, меѓу другите проекти и со тој проект да учествуваме на дел осмена на почвата, односно за ремедиација не само со обично цвеќе и со се она што го работиме, што можеме да си дозволиме, меѓутоа со конкретни пари, со помош на Европската унија, да се ослободиме барем од овој сегмент. Почитувани гледачи, за кратко ќе ви дадам збор и вам да ни се обратите преку нашиот Facebook профил EU Караван низ Македонија, но претходно да ги слушнеме жителите на Велес што мислат во однос на прашањето како и колку лесно или тешко се допираат средствата што Европската унија и ги нуди на Македонија и на општинските власти на располагање за проекти од различни дејности. Како да се искористат европските фондови, европските пари за да се намали загадувањето во Велес? За надлежи за тоа да мислат. Ние не можеме ништо да направиме. Тие пристапни фондови се добри. Само треба едукација добра за да се може да се биде тоа како што треба. Тие се наменски средства и треба да се искористат стварно. А и се користат веќе, како што гледаме се градат патишта, инфраструктура, објекти, се градат фабрики, странски капитал влегува во државата и мислам дека одиме напред. Јас мислам дека требаше до сега да бидат искористени тие фондови на Европската унија. Зошто не се искористени овој период? Тоа прашање сигурно треба да го одговори некој што е надлежен. Да се инвестира во современ начин на управување со отпадот. Значи, тој регионален принцип кој што се заговара за управување со отпадот, се почитуваат загадувањата да биде сведено на минимум. Па треба пред се штаката да се дигне од топилница. Тоа да. Друго, за сега фабриките не загадуваат. Продолжуваме со минутите за вас, почитувани гледачи. Одиме со прашањата од Facebook профилот EU Караван низ Македонија. Дали е подготвено првото прашање да го... Господине Љутков, која представа би ја одиграле со кејф на велешката сцена? Имате ли специјална желба? Прашува Владимир Стојков. Да. Јас предпоставувам дека за отварање на... Не предпоставувам, туку сигурно ќе биде така за отварање на новиот театар ќе се направи и специјална представа, веќе е распишан конкурс за нов драмски текст кој што ќе биде за отварањето. И се надевам дека доколку ме поканат ќе бидам дел од таа представа. Ете, тоа е она што би сакал да ми се случи во текот на наредните месеци. А се надевам дека и сите оние представи кои што се веќе направени на Велешкиот театар со мала измена, со мало дополнување, дека ќе се префрлат во новиот театар. Значи, специјална желба премиера во новиот Велешки театар. Така. Кога може да се очекува премиерата, до каде се градежните работи? Добро, сега јас не сум директно инволвиран во ова, тука би требало директорот Јордан Витанов да каже, но сум од околу запознаен од прилика. Мислам дека се работи за многу веќе краток временски период. Се надевам дека градежните работи ќе завршат до завршувањето на летото и дека би требало некаде пред почетокот на следната година веќе да има и првата премиера. Ви благодарам, се надевам дека нашиот гледач е задоволен од одговорот. Одиме со следното прашање. Велес има проблем со паркирање. Дел од тоа се решава со изградба на паркинг од левата страна на реката Вардар. Дел од градот што претходно беше буквално заборавен. Ке се градат ли и други паркинзи или катни гаражи? Предпоставувам дека ова прашање е за градоначалникот. Не е наведено таму, но ова се адресирано. Добро, прашањето е токму на место. Велес едноставно се гуши од сообраќајот преку ден, поготово центарот на градот, затоа што сите институции од витално значење, судот, банките, се наоѓаат здравствените домови, поштата се наоѓаат токму во центарот на градот.
Со оглед на конфигурацијата на теренот, ние пристапивме кон реализација на првиот паркинг за олабавување на овие местата за паркирање. Тоа значи дека токму вчера се заврши новиот паркинг простор за 100 нови возила до автобуската станица, што доста ќе олесни во сегментот за побезбедно одвивање на сообраќајот во центарот на градот. Во меѓувреме почнавме проектот и за уште еден паркинг простор, што ќе биде во близина на центарот изграден. Значи, по завршувањето и сообраќајното решение ќе пристапиме и кон негова реализација, а со донесување на деталниот урбанистички план, односно генералниот урбанистички план за централното градско подрачје, е предвидено да таму ја лоцираме првата катна гража во Велес. Колку ќе чини саат време паркинг во Велес? Ќе биде ли скапо? Моментов да знаете само дека во Велес едини град во Македонија кај што не се наплаќа паркирање. Но затоа нема место. Токму затоа, меѓутоа не е сегментот со плаќање по секоја цена. И кога би се донел советот одлука за плаќање, тоа би било многу минимално. Значи, нашиот да направиме паркинг простори, барем за уште едно 200 возила, тогаш да приидеме кон вториот сегмент на реализацијата, токму тоа што го кажавте. Меѓутоа, не е предимство на платување на паркинг просторот во Велес, предимство е свесно паркирање, обезбедување паркинг простори, па тек после ќе размислуваме за сосем нешто друго. Благодарам за одговорот, да одиме со следно прашање за да можеме да поставиме повеќе. Прашање за Пепи Манасков. Дали во Велес има доволно спортски објекти и игралишта за да се анимираат младите таленти? Знаете како, мислам, имаме затворени 2 ракометни објекта, имаме отворени исто така 2-3 објекта за ракомет, имаме помалечки сали, значи, каде што може да се игра кошарка, одбојка. Сигурно дека по мене е потребна уште една ракометна сала, значи од овие, да речам, димензии што ги правеше државата. Во последните години, значи, афирмација на тие млади спортисти, тренд, создавање на тие младински пионерски школи, каде што децата почијаат од многу рана возраст и мислам дека потребна е на Велес уште една ракометна сала. Има ли проект за нова ракометна сала во Велес? Па ние сме подготвени за уште еден простор, ќе го лоциравме и просторот. Тоа значи дека се подготвуваме за уште еден таков спортски објект. Истовремено, колку сабо за информација и на гледачите и на господин Манасков, веќе е дадена наредба по укажување на сите училишта да почнат да формираат своји спортски друштва. Сите основни училишта да почнат да формираат средни своји спортски друштва. Значи, регуларно регистрирани, за да можат токму тие лиги да почнат да функционираат онака како што треба, да не биде само надпреварување училиште со училиште или по сегмент медицинско со медицинско, електро со електроучилиште. Токму тој сегмент ќе даде многу брзо, очекуваме за 10 години ќе даде и првите резултати. Благодарам, почитувани гледачи, поздрав од овде, од брегот на Велешкото езеро, од терасата на хотелот Романтик. Дел од оваа втора епизода од ЕУ Караванот низ Македонија, освен учесниците во неа, вие преку Facebook и Twitter профилот, е и публиката овде. Ќе им дадеме можност и ним да постават прашање на еден од денешните гости. Минути за публиката, ве молам ако имате прашања, повелете. Имам прашање до градоначалникот, што ќе превземе со намалување на невработеноста во општина Велес? Па добро, невработеноста долги низ години е проблем број 1 во Велес, покри другите проблеми кои полека ги снемува, меѓутоа очигледно е дека тука е постигнат извесен напредок. Во моментов ние со задоволство може да кажеме дека почна првата инвестиција поголема од 90-та година наваму. Тоа значи германскиот инвеститор Марка, тоа дел од автоиндустријата, гигант со повеќе од неколку фабрики низ светот и повеќе од 8000 вработени, финансира во Велес фабрика во висина од 35 милиона евра почетна инвестиција. Меѓутоа уште повеќе од тоа радува што таа фабрика ќе работи 600 нови вработувања. Овие денови веќе излезат огласот за менаџерскиот тим, значи за стварање екипа која ќе работи. Во меѓувреме ние успеавме со договор со менаџментот на Дрексел Мајер од Кавадарци да испратиме околу 1000 велешани таму на работа. И со овие мерки што се преземени од страна на владата за новите индустријски зони, како и новите фабрики кои што се Ван Хол,
Джонсон Мети и така натака, каде што мојот колега од Илинден има Живко каже, вели, градоначалниче, секој ден од Велес доаѓаат по 2 до 3 автобуса луѓе што работат во фабриките во индустријската зона во Илинден. Тоа значи дека и према статистиката бројот на невработени во Велес континуирано паѓа од изминатите 17.000 после онаа наша несреќна транзиција, а во моментов има околу 7.800 невработени во градот, кои активно према податоците од Агенцијата за вработување, активно бараат работа околу 2980 наши сограѓани. Градоначалник, ви благодарам на овој истрпен одговор. Одиме со следно прашање од публиката. Ако има, повелете. Добар ден и од мене. Имам едно прашање до градоначалникот на општина Велес. Бидејќи градот ни е ридски поставен, колку постои простор за нови зелени површини во градот? Значи, сите нови субјекти што ќе се прават во наредниот период ќе бидат обврзани со одреден процент зелениво да биде застапено. Во меѓувреме ние знаете дека и Велешани гледа дека во Велес се прават 2 нови парка, едниот е на површина од 5 декари, односно 5000 квадратни метри, и тој парк најде на многу големо одобрување и воодушување на моите сограѓани, затоа што тоа беше сива упропастена зона каде што освен сува трева и стари дрвја немаше ништо друго. А се наоѓаше во непосредна близина на самата општина и во најгусто населениот дел на градот Нова населба. Во меѓувреме го завршуваме и делот за паркот во популарно наречено официрскиот дом во непосредна близина на новиот театар. Тоа значи дека може да кажеме и после тоа завршувањето него ќе го приклучиме интернетот, бидејќи за информација на Велешани знаат веќе, на гледачите од Република Македонија, Велес нема ниедна јавна прометна површина како што е парк, стадион, градскиот парк, спортската сала што не е покриена, што е покриена со бесплатен интернет. Тоа значи сите површини, јавни површини Велес имаат бесплатен интернет. Може би еден ден со помош на пари од Европската унија и брдото над поранешната топилница ќе биде зелена површина. Тоа ни е предимство. Да, ви благодарам на одговорот. Почитувани, за жал немаме повеќе време за прашање од публиката. Речи се истовремено со нашиот караван низ Македонија тргна и караванот на делегацијата на Европската унија. По повод денот на Европа, евродипломатите се во мисија во нашата земја да ги запознаат со европските вредности и луѓето од помалите места и руралните подрачја во земјава. Како тоа изгледа на терен, од прилогот на колешката Дијана Иванова. Прва рурална дестинација на ЕУ автобусот е Чашка, општина каде заедничкиот мултетнички живот го потврдува мотото на Европската унија. Тука, вели Роберт Лидл, представникот на Европската унија во Македонија, се применува основното европско право, прифаќање на разликите што ги имаат двата етникума. Предностите од членството во Унијата се познати, но за Македонија сега неопходно европските фондови да се приближат до граѓаните. Така со европски пари ќе се јакне домашната економија. Со нас тука се и представници од ИПАРТ агенцијата, представници од владата кои што се дојдени тука да разговараат со жителите на оваа населба, на оваа општина, да им објаснат како да аплицираат за различни грантови, за трактори, за земја и така натаму. Лидл и Пановски едногласни. Македонската рурална општина мора да го следи примерот на европските, каде што условите за живот на населението во рурални и урбани средини се еднакви. Секој што сака да живее како кај нас во рурална средина, не значи дека треба да се откаже од сите оние услови кои што ги има во урбана средина. Колку пак децата од руралните средини знаат за Европската унија. Роден ден е на 9 мај, има вкупно 28 земји членки. Платежно средство во Европската унија е еврото. Ја сакаме Европа без граници, веќе само така ќе можеме меѓусебно да се дружиме. Веќе по трети пат во месецот на Унијата 10 општини ќе бидат домаќини на ЕУ автобусот. Целта е промоција на европските вредности. Пред крајот на оваа втора емисија на ЕУ Караванот низ Македонија ги прашувам моите денешни гости каква е вашата визија за Велес, каде го гледате градот по 10 години? Велес го гледам како град кој што по 10 години бројот на невработени лица ќе биде во границата од околу 1000 до 2000 невработени лица.
Велес го гледам како град кој ќе биде зацврсен на позицијата, токму што го кажавте, како мал Париз во Македонија. Велес го гледам како град на културата, град на уметноста, град на спортот, меѓутоа пред се град на младите луѓе. Каде што заедно ќе продолжат она ние сега што го работиме. Благодарам, Љутков. Нормално дека го гледам како град на културата и на уметноста, затоа што веќе во последниве неколку години доста се вложува во, да речеме, во манифестациите, вака се подобруваат буџетите за оние манифестации кои што се веќе постоечки и се формираат нови. Со новиот театар, кој што ќе биде еден од најдобрите театри во Балканот, имаме најдобрата сцена овде кој што ќе биде во центарот на Македонија. И мислам дека и со формирањето веќе во најави градоначалникот пред некое време со формирање на новиот центар за култура кој што ќе биде под градот, кој што ќе ги собере сите културни манифестации во градот под едно, мислам дека тоа ќе допринесе на градот уште повеќе да се отвори во културата и да биде по-примамлив. И големата предност е затоа што е на 25 минути до Скопје. Благодарам. Господин Манасков, Велес 2024. Можете ли да го замислите? Па јас лично се надевам на успех, да се врати оној прво спортот, значи како што беше пред 20 на години. Супер, прва лига југословенска во тоа време, еден ракометен клуб Борец Јак, одбојката исто така. На економски план исто посакувам преку градоначалникот еден апел, отварање нови работни места, среќни, насмеани луѓе, задоволни. Така. Ви благодарам. Ете, нека биде Велес, финале можеби Металург Вардар или Пелистер против Борец овде, во првата македонска ракометна лига. Многу премиери во новиот театар. Ви пожелувам и големи успеси на полето на вработувањето. Маркарте првата можеби ластовичка која. Па секако тоа е основниот принцип кој што е зацртан од страна на локалната самоуправа и ние очекуваме уште многу маркарти во средниот период и тоа многу брзо ќе го бидат решени. Ви благодарам многу за одвоеното време, почитувани гледачи, вам ви благодарам на вниманието и на довербата. Ова беше втората емисија од ЕУ Караванот низ Македонија. Следниот четврток ќе се јавиме од Тетово. Во меѓувреме остануваме достапни за вас преку нашиот Facebook и Twitter профил ЕУ Караван низ Македонија. Ве поздравувам и довидување до следниот четврток.